Нема леп за земјоделците. Лебното жито мелничарите им го откупуваат под цена. Наместо договорените минимум 11 денари, тие килограм плаќаат по 10, па и 8 денари, реагираат земјоделците. За 10 динара да важи жито. 8 динара, 9 динара, тоа не е исплатио. Тоа никој нема сметка да го даде пубо неко висипе или неко запале и више да не се. 15 динара да е па не се исплаќа. Зошто цената под 11 денари за земјоделците е неисплатлива? Не се исплаќа за тоа што многу се скапи препарат, ѓубрето стана, една вреќа жито, 2 вреќи ѓубре. Нема ни 2 вреќи, така речено, не се исплаќа. Револтот на земјоделците меѓу другото е резултати на фактот што годинава пченицата е со повисок квалитет од вообичаено, но наместо во ќар тие пак се во зијан. Но вака не мислат и мелничарите. Примерните производители сметат дека хектолитерот е главната ствар и сега излегуваат со разни изјави дека мојата пченица има хектолитар 77, 78, тоа е нешто многу важно, многу големо, а во правилникот стоат и другите параметри. Значи хектолитерот е само еден од показателите и тој показател дава обично резултатот за измелување на пченицата. Значи колку е нагоено зрното. Не ги дава другите параметри кои се многу битни у процесот на производство во пекарската индустрија. Која е математиката на мелничарите? Купуваме пченица по 10 денара, плюс ДДВ, плюс наш превоз. Подолу од тоа не купуваме, освен ако е екстремно нешто лошо, тоа не сакаме ни да го земеме. И не плаќаме повеќе од 11 денара. Затоа што нашите резултати покажуваат дека нема пченица, немаме таква пченица со таков квалитет кај што може да платиме повеќе од таа цена. На крај ќе се соочиме со понуда на српско брашно која ќе биде по-квалитетно и поевтино и ќе се најдеме во ситуација да нашата мелничка индустрија не може да биде конкурентна. Освен во источниот регион, проблемот со откупната цена на житото е присутен во цела држава. Ова беше причина земјоделските здруженија да го алармираат и министерството. Конкретен став оттаму се очекува за неколку денови.